أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتغاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Откако возвишениот Аллах Азза ва Джел на почетокот од ове возвишено сура ги спомна трите групи на луѓе: верници, неверници и мунафици, потоа се обрати кон целото човештво, кон сите створенија. Па вели субханаху ва таала во 21-виот ајет: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. О луѓе, обожавајте го Господарот ваш, кој ве создаде и вас и тие пред вас, за да бидете богобојазливи. Ове, браќа, е повик од возвишениот Аллах Азза ва Джел до целото човештво. Заповед и наредба да се обожават исклучиво возвишениот Аллах Азза ва Джел, без да му се припишува партнер или еднаков. Треба да го обожаваат, бидејќи тој е Господарот на сите светови, единствениот кој заслужува ибадет. Тој е оној кој ги одгледал, кој ги опфатил со своите јасни, видливи, а и скриени благодети. Тој ги создал нив и оние пред нив, па ги извел од ништо во постоење. Што значи, првата наредба, која е дојдена редоследно во Куранот, е токму наредбата за ибадет, исклучиво да се обожават возвишениот Аллах Азза ва Джел, што ја потврдува суштината на нашата вера и основата на секоја друга заповед и наредба. Ова е основата и ова е главната наредба. Исто така, ова е и првиот повик во Куранот кој е упатен до целото човештво. Ја ејухан нас, о луѓе, значи повик кон сите, повик за една голема тема, возвишена цел, целта заради која Аллах Азза ва Джел ги створи сите створенија: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ المتين. Велит Аллах Азза ва Джел, објаснувајќи ја целта на создавањето на неговите створенија, а јас, вели, не ги создадов джинните и луѓето, освен да ме обожаваат само мене, освен да ми чинат ибадет само мене. Не барам никакво снабдување од нив, никакво издржување, зашто Аллах Азза ва Джел немат потреба од риск, немат потреба од храна, немат потреба некој да го издржува. Ниту сакам да ме хранат. На вистина, само Аллах е снабдувачот, само Аллах у некој дават риск, кој ги снабдува и кој ги издржува своите створенија, моćниот и силниот субханаху ва таала. И затоа, првиот повик во Куран е токму да му се робува само на возвишениот Аллах Азза ва Джел. А која е причината, или една од причините, е тоа дека Аллах Азза ва Джел е едини створител, кој ги извел луѓето од ништо во постоење. Зате логички и природно, после шеријатските докази е ибадетот да биде насочен само кон Аллах субханаху ва таала. Зате Аллах Джелешану вели во друго место: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. А многобожците, наместо него, наместо Аллах Азза ва Джел, обожаваат други божества,
кои не можат да создадат ништо. Не само теа, туку самите тие се создадени. Туку самите тие се створени, кои не се во состојба ниту штета од себе да отстранат, ниту да добијат некаква корист за себе си. И кои немаат моќ живот да одземат, живот да дадат, ниту можат мртвите да ги оживеат. Па сите овие работи едино е во моќта на возвишениот Аллах Азза ва Джел. И затоа тој е едини заслужен да му се чини ибадат. И овие укор, овие курански ајет е укор за многобожците и за секој еден кој земви други божества покрај Аллах Азза ва Джел. Како можеш да обожаваш некого кој немој да создај, дури и самиот е создаден и зависен од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Затоа, бреча, барањето упатство, обожавањето, довите и секој еден вид на ибадет исклучиво морат да биде насочен кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Потоа, во следниот курански ајет, во 22-иот курански ајет, Аллах Азза ва Джел го спомна она што го наложува неговиот таухид. И дека тој е единствениот кој заслужи да му се чини ибадет. Па велит Аллах субханаху ва таала: "Еллези джа'ала лакумул арда фираша, вас-самаа бинаа, ва анзала минас-самааи маан фаахраджа бихи минаth-тhamарати ризқан лакум, фала тадж'алу лиллахи андада ва антум та'ламун." Значи претходно, о луѓе, обожавајте го само на Аллах Азза ва Джел. Вашиот господар и господарот на тие пред вас. Оној кој ви создаде вас и кој ги створи оние пред вас. И оној кој земјата ви ја направи постела, а небото покрив. И кој од облаците спушта дожд и со него ги вади плодовите како прехрана за вас. Затоа не припишувајте му рамни или партнери на Аллах Азза ва Джел. А вие знаете дека нема друг Бог освен Аллах субханаху ва таала. Во овие два курански ајати, браќа, имаме првата наредба во Куранот, а воедно и првата забрана во Куран. Значи првата наредба е ибадет, да му се чинит исклучиво на Аллах Азза ва Джел. А првата забрана која дојдена во Куран е токму во овие курански ајет, забрана од што? Забрана од ширк. Да му се чини ширк на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Се преноси од Ибн Месуд радијаллаху анху дека рекол: го прашав на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем: "Ајју ذنبи а'зам?" Кој е најголемиот грев кај Аллах субханаху ва таала? Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Ен тедж'але лиллахи ниддан ва хуа халакак." Најголемиот грев е да му припишиш на Аллах еднаков или придружник или партнер, а тој те создал. Што значи оној кој создава е един и заслужен да му се чини ибадет. И затоа најголемиот, спротивно, најголемиот грев е да обожаваш некого други или да му припишиш друженик на оној кој те создаде тебе и сите други останати. Ове слично како зборовите на возвишениот Аллах Азза ва Джел: Аллаху аллази джа'ала лакумул арда қараран вас-самаа бинаа ва савваракум фа ахсана суваракум ва разақакум минат тајибати заликум Аллаху раббукум фатабаракаллаху раббул аламин. Аллах е тој кој ви ја направи земјата престојувалиште или место на живење, а небото покрив, и ви даде облик и вашиот изглед го совориш и го направи најубав, и ве снабди со убава храна. Ете тој е Аллах Азза ва Джел. Господарот ваш, па нека е благословен Аллах, Господар на световите. Па оне што Аллах Азза ва Джел ни го нареди од ибадети и оне што Аллах ни го забрана од харами, те е само дел од неговите права врз нас, врз неговите робови. Затоа што правото на возвишениот Аллах Азза ва Джел на неговите робови е да го обожаваат само него и ништо да не му припишуваат. Да се спомнува Аллах Азза ва Джел
а не да се заборава. Да му се биде покорен, а не непокорен. Да му се заблагодаруваме, а не да ги негираме неговите благодети и неговата милост. Да биде Аллах Азза ва Джелле сакан повеќе од нашата собствена душа, од нашиот имот, од нашето семејство и деца. И неговата љубов кон Аллах Азза ва Джел да се става пред љубовта кон секое друго нешто. Робот, човекот, треба целосно да му се предаде и да биде понизен со целосна покорност и скрушеност кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Најголемата милост и најголемата добрина од Аллах Азза ва Джел према нас е теа што Аллах ни појасна ибадетите со кои тој е задоволен, а исто така ни објасна и забранетите дела кои предизвикуваат Аллахов гнев и лутина. Значи Аллах Азза ва Джелле не ни остај залудно, не ни остај без наредби и забрани. Затоа врачи ибадетот е оне преку кое Аллах Азза ва Джелле го возвишува на човекот. Па вели субханаху ва таала: "Мен кана юриду ал-иззата фалиллахи ал-иззату џамиа, илейхи јас'аду ал-калиму ат-тајјибу вал-амалу ас-салиху јарфа'у." Вели субханаху ва таала: кој сака моќ, значи углед и слава, нека знае дека на Аллах му припаѓа сета моќ. Кон него се воздигнуваат сите добри дела, а тој го возвишува доброто дело, или кај него се воздигнуваат добрите зборови. И вели субханаху ва таала: "Вала тахину вала тахзану ва антумул а'лауна ин кунтум муъминин." И немојте да малаксате, не обесхрабрувајте се и не растажувајте се, вие сте на највисока положба и вие ќе бидете победници кога? Ако сте прави верници. Велит Умар ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан: "Нахну қаумун а'аззана Аллаху бил ислам, فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله." Велит Омар радијаллаху ан: ние сме народ кого Аллах го воздигна со исламот. Ние сме народ кого Аллах го воздигна со исламот. Ако бараме моќ, углед на други начин, освен преку исламот, Аллах Азза ва Джелле ке не понижи. Затоа врече најсилниот човек, најцворстиот и најјакиот човек на ова дуња е токму муахид, оној што верува во Аллаховото едноштво и само него искрено го обожава, а најслабиот инсан на ова дуња е токму мушрикот, оној кој му припишува здруженици на возвишениот Аллах Азза ва Джел. "Металу аллазина иттахазу мин дуни Аллахи аулија каметали ал-анкабут иттахазат бейта ва инна ауҳана ал-бујути лабейтул анкабути лау кану ја'ламун." Пример кој Аллах Азза ва Джелле го споменува за слабоста на мушриците. Вели субханаху ва таала: "Тие што покрај Аллах земаат други заштитници, слични се на пајакот кој си плете куќа, а најслабата куќа е пајаковата куќа, само кога би знаеле." Златен пример кој Аллах Азза ва Джелле со овие укажи слабоста на мушриците. Па која благодат е поголема од благодата на ибадат, браќа? Да бидиш од оние кои ќе му робуваат само на Аллах Азза ва Джел, без да му припишуваат рамни. Возвишениот Аллах Азза ва Джел вели: "Араајте мен иттахаза илахаху хава, афа анта такуну алейхи вакила." Го гледаш ли ти оној кој страста за свој бог ја зеде? Зарем него ќе му бидеш чувар и заштитник? Велит Ибн Аббас радијаллаху ан: човекот во времето на џахилијетот обожавал бел камен некое време, но кога ќе здогледал друг камен што му изгледал поубав, го оставал првиот и почнал да го обожава на вториот. Видите каков џахилијет, какво незноење. Ова е исто пример кој многу често се споменува, а те е дека мушриците обожавале кипој кои правеле од урми, па кога ќе огладнеле, го јаделе својот бог. Овие брече џахилијет. Ова е незноење.
А ваков џахилијет имат и до ден денешен. Имаш луѓе кои обожаваат кипој. Имате луѓе, Аллах да ни заштити, кои обожаваат глувци, кои обожаваат крави, кои обожаваат разни други животни, кои обожаваат разни луѓе, џинној, гробој. Па затоа една најголемата благодат која Аллах тебе ти има пружено е да бидиш роб исклучиво на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Оне што е добро да се спомените теа дека луѓе во ибадетов се разликуваат еден од други. Има највисок степен, а имат и пониск степен. Највисокиот степен е оној вреча кој чини добро дело, но целта му е да постигне Аллахово задоволство и неговата награда. Значи ти спојал овие две ниети, и спојал овие две намери. Овија степен е степенот на мухаџирите, енсариите и на сите оние кои следат во хајри добро. Велит Аллах Азза ва Џел: "Лил фуқараил мухаџирина, аллазина ухриџу мин дијарихим ва амвалихим, јабтагуна фадлан мин Аллахи ва ридвана." И на сиромашните мухаџири, кои од својот роден крај се протерани и од имот од свој лишени, барајќи што? Барајќи ги благодатите од Аллах Азза ва Џел и неговото задоволство. Тие во својата намера, во свој ниет ги обединија и добрината и наградата од Аллах Азза ва Џел и неговото задоволство. Затоа пред секој еден наш ибадет убавезно рече да и бараме овие две работи. Да имаме ниет прво да заслужиме Аллахово задоволство и второ да очеквиме награда од Аллах субханаху ва таала. Вториот степен кој е пониск од овие првиот е оња кој прави добри дела, барајќи награда од Аллах Азза ва Џел, но е немарен према вториот дел. Не е свесен во неговиот ниет да постигне Аллахово задоволство. Кој ќе заслужи награда од џеннет, тој сигурно заслужил Аллахово задоволство. Но тој во ниетот не го имат баш теа, туку поќе е насочен само награда да има. И овие велит исламски учењаци е сепак на хајри добро и за теа ќе биде награден. Велит Аллах Азза ва Џел: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Велит Аллах Азза ва Џел: а кој го посакува ахиретот, кој го посакува џеннетот и се потруди со труд достоен за него, а е верник, ова е шарт, а е верник, нивниот труд ќе биде признат. Нивниот труд ќе биде ценет од страна на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Трет степен, што се 4 степени, првиот е највисокиот, вториот е малку пониск од првиот, третиот степен е оној кој чини ибадети, но занемарува дел од обврските и врши или чини дел од забранети нешта, но не во мера што целосно го поништува неговите дела. Ако човек умри на ваква состојба, тој остане под Аллаховата милост. Ако сака Аллах Азза ва Џел ќе му опрости, ќе му се смилува, а ако сака ќе го казни според неговите дела. И четвртиот степен кој е најниск и најопасен е тоа што, или тоа е оној кој некогаш влегува во ибадет, а некогаш излегува. Повторно влегува, повторно излегува. Или ке нашто велиме Рамазанлија, или Бајрамџија, или еднош неделно и слично. Правиме муабет за ибадети само. Ваква особа се гледа неговиот крај. Ако заврши, а не бил на ибадет, неговото престојалиште е во џехеннем, валијазу билlah. А ако умри во ибадет, Аллах Азза ва Џел ќе го пресмета за тоа или за таа неправда што се е направил кон самиот себе си или кон другите и останат под Аллаховата милост. А сите оние брече кои не влегат во овие 4 степени, тие за секогаш ќе бидат во огнот, Аллах да ни сочува од него, како оној што не му робува, што не му чини на ибадет на Аллах Азза ва Џел, иако се сметат за муслиман, кој цел живот не паннал на сеџде и не му робувал на Аллах субханаху ва таала, и оној кој не верува во судниот ден, не верува во Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. Исто и третата група што ја спомнавме, лицемерите во акида, лицемерите во убедување,
кои го мразат исламот или мразат дел од оне што го донел исламот. Сите овие надвор се од овие групи на муслимани или на верници. Затоа вреча, треба да бидиме од она прва група која чини ибадет за Аллах Азза ва Джелле, да е задоволен и да ни подари од неговата награда. Велит Аллах Субханаhu ва Таала, потоа ние ќе дадеме книгата да наследат тие наши робови, кои ние ќе ги избереме. Ке има и од тие кои кон себе насилство ќе си сторат. Ке има и од умерените. А ке има и такви кои со Аллахова волја, со своите дела другите ќе ги надминат. И ова е таа прва група или прв степен. Затоа голема награда ќе добијат. Еденски градини, во кои ќе влезат, во кои со златни белезици и со бисери красни ќе се украсуваат, а облеките во нив од свила ќе бидат. Ова е само дел од нивната награда во дженнетот на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Со ове бреча завршиме со 22-иот ајет од сурат Ал-Бакара. Го молам на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни дај истреност на Аллаховата вера, да ни направи од оние кои го обожаваат само Него и ништо не му припишват во нивните ибадети, и го моля на Аллах Азза ва Джелле да ни соедини во Дженнетул Фирдаус со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аджмаин. Ва саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.